Здраво, другари! Здраво, криптореволюция! Да направим едно кратко видео от моите кратките от 30 минути. Докъде са това еве, как што ви витив, утре ќе најочигледно ќе гледам да снимам, сакат луѓето да видат што е блокчейн и биткоин, поврзано и гейминг world и Star Atlas, зашо толкова верувам, зашо се поврзани со конспираси теории. Моите видеа се избришени, 7 години од архивата ми исчезна на Facebook групата што е за мистерии. И ќе ви покажам, супер, гледај, market cap 3 трилиони. И интересно, ово 33, тие што пратите теорија на заговор, 33, интересно гледаш. Зашо не е 34, брат, 35, ама 33. Интересна порака ово, гледаш, како темпират блокчейн, квантум компјутер, луѓе ќе молам пораки chill out, разбираш, GTC, квантум компјутер, ви кажав, од како знам за крипто, ќе го преземе, ќе го униште, нема логика, да не ја филозофираме, 3 трилиони, биткоин не падна до 85.000 како што ми пишувате упораки и ќе ви молам, другари, да не ми пишувате, например, упорака ми пишете, брат, 100% ќе падне на 85.000, ти шо мислиш, брат? Значи, ако ја мислам, ако јас знам, значи јас ќе го продавав на 108.000 и ќе чекав да падне 85.000, ќе го купив на 85.000, па ќе продавав на 110.000. Луѓе излезете од тај филм дека некој знае нешто, никој не знае ништо. Не падна, да падне на 85.000, треба да се случи нешто страшно или они да одлучат дека треба да се случи нешто страшно, да му одат контра на Трамп, да речеме нешто, докога ќе седне на престол, да го сринат на 85.000 за, да речеме, новите американци, значи новите у крипто, отколку ќе почне да рекламира Трамп дека ќе рокат резерви со биткоин, да литне па на 120, 140, 180.000, значи тоа дали ќе падне на 85.000, супер, продадете си го биткоин и чекајте. Ке молам, упораки долајате. Исто и типовите, например, сметај што се постирало нон-стоп за Кардано, тоа не е точно, значи постират се разни работи, бујрум, сите ве поканувам, кои што знаете да најдете нови токени, например, еве и од AI, и од гейминг, значи сите што ќе најдете, еве тука многу луѓе ме прашаа, еве гледајте тука, значи горе, CoinMarketCap, гледате ли? Имате Sol. Кои се на Sol, еве гейминг, кои се нели онова тренди, значи другари тука ги разгледувате, значи дава ги по место, гледаш 53-то, 66-то, гледаш ја тука сум ставил звездичка, да си го пратам Sandbox, едно време бев запален за BIM, тоа много давно беше, значи гледате Gala, Axie Infinity, тие сум стиснал звездичка да ги пратам и Ronin, затоа што таму имам такво и чекам да се продава. Еве тука, да речем, улезете на гейминг, еве, и најдете тука кои мислите дека игри ќе бидат, супер, другари, купете од игрите, купете айтеми, купете NFT, купете земја, тестирајте колку се играат, колку дават награди и после ми зборете дека многу сум постирал за Star Atlas. Мојот влог е, јас сум улезел длабоко у Star Atlas, другари. Вчера ми дадеа другари, зашто тука сум улезел? Вчера ми другари дадеа на мене, брат, заштита, зашто се одлогира? Другари мене ми дадеа околу, не може да кажем точно, нели, наградна игра вечера, вас ве мрзе да земете да седнете да пресметате колку имам добиено награда измеѓу 5.000 и 10.000, значи, приближно е до 8.000, ама нема да кажем колку точно, значи, за вечера, значи замисли на мен некој што е 11 години у крипто, што е покажал $1,000,000 портфолио и да рече наградна игра за вечера и замисли си, брат, да познавам ја некој таков, ја ќе пресметам, за 5 до 10 минути се смета и замисли да седнеш со тај еден ден на вечера, кој што нели на вас сега да ви речем $100 награда, ќе се утепате кој прв да напишете и само парите мислете.
Ама това вечера е много по-вредно, за това, че замисли да седнем на вечера и замисли да можеш да ме прашаш било какви работи за крипто. Совет, шо я не го кажувам у новия подкасти, затоа што не сум финансски советник и луѓето треба сами. И аз сум, гледаш, комплетно седнувам пред компютъра, нема екипа, нема студио, нема нищо, иако много сакам да направя много яко гейминг студио, кога ќе се отидам у Македония, нали, за да плескам Star Atlas и други крипто NFT игри. И да, подкаст ки снимам у тоа гейминг студио. Нито имам камермани, нито имам нищо. Гледате и камера немам, а имам 4K камера, не я ни уклучувам. Значи, губам, деконцентрираме тази камера, разбираш, гледа се как изгледаш, драндранярења, значи, сакам да кажем, другари, играта, која шо кажуват овие македонските геймери дека е маме, на мене ми даде околу $8,000 airdrop на делови за бродовите. Значи, и сега ќе речат, ама брат, то не се продава. Другари, има маркет, значи ship parts и директно одма сега можам да го продадам за USDC или за какво? Ево, ова е 2799 овакво. Значи със сигурност има купувачи, брат. Със сигурност. Еве, ја ќе оставам за 2000 и ќе го продавам. Значи, кога ќе види некој дека 2799 е, кажи го, најниската вакво, овие шо продават, ја ќе оставам на 2000, со сигурност некој ќе го купи. Тоа сум го тестирал со бродовите. Со сигурност некој ќе го купи и после он ќе остави 2300 или 2500. Значи има трейдери тука на овие работи. Значи имаме, другари, отворен маркет, кај шо одма ја може да го продавам и дури ќе си го продавам ја не ми го продадел у USDC, туку ќе го продавам у Atlas, затоа што USDC $1 си $1, ама Atlas токено, кога ќе го продавам у Atlas токено, фактички тај Atlas ја нели верувам дека ќе оде нагоре и така да, далеко сме ние од all time high нас. Ник си го продавам, замисли колку ќе вреде. Мада јас сум геймер и не ми се продават. Иако знам да ги изтрейдам, не ми се продават на мене тия, кажи го, не ми се продават тия бродови, делови, не ми се продават и така да, ки си ги чувам. Јас сум геймер, имам токени доволно и че ако сака нека и падне вредноста, јас не ги продавам. А друго е, многу луѓе сака, чекай да ви покажам, еве тука ќе оставам и линк доле. Гледате на овие, фактички на овие ќе видите, на овие, на видеята, одоздоле имам, другари, тука ме прашаа, одоздоле ќе ставам линкови, гледаш за Play Star Atlas дека е, за Tensor Trade, гледаш верифицирано е дека не е вирус. Значи, тука ги оставам дека да ги пратите, еве, линковите за Сиги Тайкито шо е, Афелија, Star Atlas, кажи го, Star Atlas Sales, че ако ќе натиснете, гледате, директно ве воде на Twitter за Star Atlas Crew Sales, шо е ово шо ги забележува на колку, на која цена се купуват, ова е, на $1100 и фактички тука ги имате линковите. Значи за Tensor е ова. Tensor тука е да го гледате Crew. Колку е ово, кажи го. А добро, имам две отворено сега. Collection Start. Зашо е? Ја не сум го копирал добро. Старат не е така. Ќе го коригирам. А после тоа ќе го направам да видам дали ќе го отворам, значи не сум го добро копирал. И добро е шо видов. Значи не сум го добро копирал, тука сум го гледаш и си чел. Ќе ги сменам на сите видеа, значи не сум го добро копирал. Еве тука ве воде тај линк и идам Connected Wallet, значи треба, ја имам софтвер, тие што имате Phantom, можете и Phantom тука Connect. Значи конектирам го и сум конектиран на таа берза, на тај маркет дека се Crew и тука еве бирам
значи на Mythic, имате и Legendary, и имате различни цени. Гледаш кой да ги бирате. И аз съм го избрал кай Mythic. И тражам барем да купам. Собирам си, например, кой мислям дека ќе се какво. Еве, най-ефтиното е $15. Имате ви много по-ефтини, имате от $4 тук на Common. И от дека знаете, трябва да найдете на среќа, ако погодите, може да вреде нещо. И аз сакам да го купам. Градам си од новата раса, еве сакам да го купам од ово чудо, немам од Согмен. Немам, не ми е јасно како може да немам нито едно од ово чудо. И гледам Flight, Hospitality не е баш нај, ама инженеринг. Значи тия двете да ги градам, за да се инженери на мен ке ми треба. Flight го мислам дека е за трките и за бродовите, што ги пробувам валја. И друго, аномалија. Гледам, еве тука аномалија има. И тука има аномалија. Значи колку повише аномалии, мислам дека ќе вредат. Значи колку повише аномалии има, значи ќе вредат. Тоа е ретко, гледаш аномалија дека беше background аномалија. Значи много ми свиѓа. Ја немам толку време ги листам, немам видено оваква. Значи много е cool background-о и има две аномалии. Значи валја мислам дека по тоа ќе вреде и најбитно е, еве гледате Flight и инженер. На мене, например, ми треба до душе повише оператор и инженери. Значи операторот ја имам нели майнинг, ово кажу го, копам. Луѓе па ми праќате пораки и гледајте ги видеото, значи подобро да се купите токени, разбирате, и полека, нели некој ако се разбира да се купи еден екипаж и тие малите бродови. Ама не може да копате вие со тие, тоа треба станици, маници, чуда, значи кога не ви интересира да истражите за играта, подобро да си купете токен и чекајте прво да ги разберете работите, па после ќе се надпреваруваме. Че да не ја филозофирам, сакам да го купам, ово нема да го однема. Толку е лесно, автоматски. Плюс да, гледате тука е 7660. Значи 7660 ќе ми земе $20. Значи оне колко е? $20.87, $20.83 па сега. Ај па сега. Значи ќе ми земе 0.02. Network fee мизерно. Гледате. Значи исто и таа бројката, колку е пониска бројката, јас верувам дека е подобро. Тоа ќе го земам. Да ви покажам. Ајде брач. Гледа, брзо го купи и после го имате. Кога ќе снимам наредно видео, ќе ви го покажам. Супер, брато, го купив. Чекай, зашто да не направиш некој белја само, чекај. Тука како заштите, кога направиш рефреш, гледате ви одлогира од волето. Не ми е ставено на автоматски да ми се... Опа. Че купив ли го, брат? Купило го е. Си тражите ви од поевтините кои кому договора и другото ово сакав да го земам. Гледате, много ниска бројка е. Има и по-ниски бројки, ама ова мислам дека не ми си играе со овие. Но ово е најниско 1700. Не, ово е најниско 1300. Ово е, чекай да видам само ово шо има. Ово е женско, да, female. Не, се градат со female карактери. Шо е Flight, Science и Fitness. Flight и Science не е лошо. Science, ама не сум ја Science, аномалија една. Не си играе со женско, иако е помало број. Ово чудо ме привлечува. Ово е 2740 бројка ниска. Некако многу кралска таа облика. Значи Flight, Science, Engineering. Овие трите ми се топ. Значи немам такво чудо. Значи Flight, Science, Engineering ми е многу топ. И има аномалија една. И нели имаше две аномалии? Нема две аномалии. Али сакам да го имам и овоа. Тие двете ми се доволни. Сега за селото и ниска бројка, сакам да го имам у колекцијата. Пошто планирам нели луѓе за мене да играат.
Бейки се найде тази екипаж, трябва да имам екстра екипаж. Order completed. И чека само да видим фактически. Не, дека беше Cargo Crew. Да видим дали тук ќе отворе. Овие се новите, што ги скупував. Значи, ово е обично, ово е Rare, ово е Epic, сум го погодил. Зашто може да го отворя да го видам по-големо кое е. Значи, супер, сум погодил едно Epic. Другите, чек само да видим. Ова е... Чекай бе, тај што го купив сега дека е? Или уште не е легнал на сметката, што се вика. Чекай да видиме. Брат, многу бавно иде, ме нервира тоа кога ми копа и програмите не ми се погаѓат. Гледаш сега майнинго виши, доваѓа у Кру. Ајде бе братче, зашо не е легнал на сметката? Опа, еве го. Значи тоа е Rare. Еве го тука шо е, фактички Engineering, Science и Flight. Супер, брат. Ово шо е чудото? Operator. Чекай, ја мислев повише Operator дека ги имам. Зашто само еден? Значи мобилната апликација која ќе се изваде, те Operator, ова шо е Science, Engineering, Fitness, сачи баш. Operator, Hospitality. Да имам од сите за секој случај, нели, градам, да имам од сите, бродови немам туку базата некои. Тоа е другари, сега за сега тие ми се доста. Тука си ги бирате најефтините, сега чека сега да ви покажам. Најефтините имате за $5. За $5 бирате си, тука ако погодите Flight Light, значи на вас ви се битни Flight е најбитен и до не сум налетал уште на Warrior, брат, шо е работата. Значи ќе тражите и ово е интересно. Operator, на мене ми требаат оператори. Значи Operator, Background, точно да е як Operator. Нема аномалија, ништо, купаре $5. После ќе ја размислам по-убаво. Ке си ги разгледате вие, да не ја филозофираме. Значи купил сум еве и има трупам. Ново тука има може кој сака да пролиста. На CoinMarketCap стандарт е типчето масончето го форсират и скупи и се живо. Најнормално белата мечка реклама, ако не е само за Ethereum, не знам зашо ќе е друго, брат. Значи тие луѓе што им пишувате, брат, ќе успее ли Ethereum, другари. Само аналитиката, брат, само Cointelegraph да го гледам што прават и знам да ги прочитам више у 11 години што форсират. Значи, ќе си ги разлистате сега сам да не ја тупам, брат. 3 сата видео. Значи, нема крипто да пропадне. Стандарт информации, само чекай, имаше едно што сакам да ви покажам. Гледате што форсират. Cardano, кешки. Значи Ethereum, Ripple и Sui. Значи ќе видите, ова е bull market, Ethereum, Ripple и Sui. Елитата, ќе видите колку ги напумпа. Ово е интересно, другари. И чекай, зашто не сам го споделил. Гледајте, другари, 70 компании држат биткоин. Значи, тотал од 590,726 биткоини. Which company will join the list next? Замисли си, луѓе уште колку многу компании ќе се појават. Гледај, Америка гледај колку има. Канада, Хонконг, Германија, Канада, Америка, Јапонија, Сингапур, Норвешка, Тајланд, Канада, Кина, Сингапур, Малта, Аргентина, Кина.
И аз извинам да пинам вода. Значи гледайте. Турция, машалла. Канада, Тайланд, Япония, Германия, Сингапур, Канада, Австралия, Канада, Channel Islands. Ай, па сега, брат. Аз съм писмен да го прочитам това. Америка, Канада, Хонг-Конг, Франция, Америка, Британия, Канада, Индия, 12, добре, уключват се. Канада, значи другари, престанете да паничите дека биткоин ке паднал до 85,000, па ке потеглил на 30,000, дай моля ми се, такви глупи пораки не ми прекаяйте, ке почнам да блокирам. Какви 30,000, другари? Нормално е да коригира, ако коригира и до 85, ама 30,000, дай, другари. Тебе, ово ви го покажам. 70 компании, луѓе, замислете си, Македония още го блокират крипто, а погледнете какви държави опаѓаjo крипто. Друго што сега да ви покажам. Binance, секавате ли се, кои викав трупайте. Еве аз кога направих видеото, значи беше около, гледате, 600 и нещо. Значи от 600 да речем и нещо на беше 728 другари, ово чудо, баш един другар денеска опрашав, он имаше около 150 комада, ама отил Америка ни я затвория Binance и мораше да ги продаде и беше оставил два, ще ги забравил тамука и логира се и вика, гледай брат, че ми покажува, трябва да ми покаже и друг другар ке ми прате принт скрин, ке ми прате слики, да ги обявам у наредното видео, значи само со два BNB му дава около 100 и нещо долари, имаше различни токени и airdropи му дава. Че само ще ги дръже на Binance, ще ги го дръжи нивнио токен, замисли си луги му дава, му дава различни коини, защото ти можеш отма да си ги продаваш, ако сакаш. Значи луги, ово чудо, в Македония обърнете внимание. Имате я Binance и ако не е фул оперативно, ще се вика, со банките се фъркават, гледайте това чудо да си държите от него. Не мора 700 долари. За 30 долари, за 40, за 50, за 100, трупайте се го. Нека има. Нека има, другари, не знаеме колко ки отиде на цена и плюс дава други коини. Значи вие я поддържате самата берза, една от най-големите корпоратски гиганти за крипто и она ки ви помогне. И она ки ви даде, гледа за 24 сата, 1,9 милиарди, другари. Че некой е купил за 24 сата 1,9 милиарди. И другари, Total Supply, не дека беше, Market Cap е 102 милиарди, брат. Че ово чудо, кажав ви и изпадна в управа. Трупайте го, дава различни токени. Най-нормално, за да си осигурате таквото, да речем, имате 1000 долари за BNB, за другите 1000 долари, сега така кажу Македония за 100 долари, за 100 долари BNB, за другите 100 долари, 30% биткоин, 30% каже го, ако трупате лаков гигант, за 100 долари BNB, разбирате, отидели берзата е нивна, ама можете да правите, кога сборам за тия ще виждате много натрупале. За 100 долари ще взимате 30% биткоин, 30% Ethereum, 30% Cardano и 10% ризични токен ще го взимате. Тук можете 30% биткоин, 30% Ethereum, 30% Cardano, 10% Star Atlas ризични, да речеме. Тай го кажу, най-веки вирум, вие можете кое сакате гейминг да си изберете. Наредните 100 долари ги имате, Binance си купувате. После наредните 100 долари или 30, да не ги филозофирам, с 10, наредните 100 и си трупате, другари, граете си портфолио. Отколко да си фантазирате, дали ке найдете, отколко да си фантазирате, дали ке найдете следното чудо и следнио биткоин, другари, по-добро трупайте право човече, кафе шема, колко ми се оде. Ама чайче само. Кафе шема 2 години не правя. Отколко другари да си фантазирате тука, дали ке опогодите, кажа ви 10% си трупайте, додека не го сванете какво функционира крипто.
а другото си трупайте технология, брат. Вировайте ке ми кажете фала. И аз пред 7 години, не, колко му да е, пред 3 или 4 години, луги, и аз го правя в изток си дом от работа, имам нещо от бакши $100, нещо защедено $100 и седнувам, леле, брат, овай коин ке експлодира, айде, $100 Ripple, $100 Tron, $100 Avalanche, $100 Chainlink, $100 Polkadot, $100 Stellar и $100 да речем кой друг купува в Mio, да речем Litecoin, VeChain. И що се дешаваш? $100 там, $100 ми после литна и колко направи, братче? Минимално. А замисли си луѓе да купував само биткоин, етериум, кардано. Биткоин, етериум. Довајам се од работа, вземал съм $100 бакшиш, на една недела, нели, тука се бев догорил да ги взимам парите. Замислете си, брат, сега да има някой пред 4 години да ми вика, не пред 4, пред 11, ама нели не можеш да знаеш, я морав да го тестирам, мора някой да го тестира това. Пред 3-4 години някой да ми викаше, страме да помислям пред 11 години, значи, скромен съм, пред 3-4 години някой да ми викаше, брат, купувай биткоин, етериум и кардано по 30% и 10% си купувай, да речем, BNB. Само да купував биткоин, етериум и кардано, луѓе, по 30% и 10% Binance Coin. Луѓе, ја ке бев може да и милиардер или каков мултимилионер. Ще я да трупав, сборам за 11 години, да трупав биткоин, сега не ме държете за сборото, етериум, нели, пред колко беше години, не знам, 9, кардано пред 7, BNB исто не знам пред колко беше 8-9, не ме държете за сбор, сакам онака, нели, кажувам, 11 сега заокружвам тази бройка, ми се врата у главата. Замислете си да имаше някой да ми рече, брате, трупай биткоин, етериум, кардано и 10% BNB, после ако излегнава гейминг токените, да речем Axie Infinity, Gala, значи трупай, с друго е, нели, за сборам за америчка плата, ама другари, кардано и Binance, овие нели бил 1800, овай беше $90. Ама ово чудо беше 0,00 центи. Значи и со македонска плата да се купуваше ово чудо и кардано, брат, вие ке направите луди пари. Луди пари ке направите. Зависно платата, кое луди пари ке направите. Не ги изпущайте тия технологии, после си фантазирайте за другите. Не тръчете луѓе по овие работи да погодите. Овие работи трябва да накупите за сериозна сума на пари, за $1000, за $5000, за $10,000 и да речеме да чекате 10 години и да, можно е да погодите. Ама луѓе, македонецо, аз защо секаш кажувам не тия маме кои. Македонецо нема страпливост. Кой бе луѓе от вас има страпливост 10 години да даде $1000 и 10 години на чек? Че аз 11 години у крипто нямам запознание таков. Ви има македонци, ще се купили и Dogecoin, и Shiba, и Pepe, и Bonk, и Dogbit Ahead, разбирате? Тия, другите не. Тия, нели како по-сигурно. Doge, Shiba, Pepe, Bonk и Dogbit Ahead. Има луѓе, беа ми изнервирале приятели, вика шо да купим, ја викам, окей, ајде, стай, по $10,000, луѓе ще имат пари, ставете по $10,000. Да, брат, никой не стави. Другари, ако беа ставили по $10,000, зборам сега грубо кажано, кога изкочија, разбираш, и ако толку, ја имам своje ја. Јако ке речам. Значи, јас знаем дека Доги и Шиба ке литат, али ја ги учам македонците не од кладилницата да ви извадам, не од барбут тамо, од покери, од чуда, од трки со кучиња, од трки тамо со коњи, значи ја да ви извадам и сега да ви речем, братја, тук, да, може да се направат пари, не викам не, ама луѓе, вие немате страпливост. Не можете вие да имате страпливост, кога ќе видите тоа ќе падне 20% вие понапред Македонија. Кажува ми long short story. Значи, моите приятели сите у 11 години, има и Доги, и Шиба, и Пепе, и Бонк, и Dogbit Ahead. Шо се случува? Значи, кога ќе падне, он не може да спие, не може да издржи. Значи, он с тия нервози, стресови, што се ги напунија, што ставиле пари, они ставија по $10,000 и извадија по 500. Знаете ли како? Паѓа му тоа и он продава у паника. Паѓа, се повише паѓа и он продава у паника. Он не може да се сконцентрира дека тоа е нормално да падне, како и биткоин, како и етериум. Ако падне биткоин,
Ще замислим маме коинето по-напред луги, колко пред тия години, колко ги е влечело ниф. Ако биткоин падне 10-30%, ще луги логи влечеш от дупката. И вие ако го гледа портфолиото, он не може да издържи. Ово го филозофирам, все от я не да сборам за маме, ама отепват му упораки, разбираш, овие новите. И сакам да го кажам ово, сакам да го има видео. Разбираш, ти не можем изморен съм више на секой да му пракям войс или да му текстам истия му бет и сакам да го направя ово видео да има дел. Значи, него почав на почетък от тактички, за да има малко да видят други работи. Значи, сакам да го преразкажам ово видео за мамето, що е финтата, за да знаят. Луѓе 11 години. Зборам за луѓе от Америка и от Македония, ще имат сериозни пари. Нито еден не извади профит. Една девойка само от Бугария, наша приятелка, не се сеќавам која сума беше ставила на Доге и кажа, вика, не го продавам и не ги отварам. Ово, додека не се соберам пари за апартман. Разбирате. И мислам дека успя. Ама не я знам сумата на колко е уложила и дали постоянно го е купувала, то нямам информация. И типката не е да философира много, ама знам дека има само една, и то бугарка е, не македонка, тракийка, значи зима и ги чува луѓе около може да 6 години. Значи той е единствената личност от Балкано. Ако има някой други, нека пишат у коментари, бе. Нека пишат у коментари, ако има луѓе. Ама не такви луѓе ще се фалат. Луѓе ще се ви го покажа портфолиото, да пишат кой у Македония е направил пари от маме коините. Има луѓе, не викам дека няма. Има, ама ако знаете вие некои, пишете колко пари са уложили, да речеме, и колко години е требало и колко пари са наделе. Оти прато те пааме. Секој нов што ќе влезе у криптореволуција, мразе го да разгледа групата, мразе да види на YouTube видеята и директно ме прашува, брат, што мислиш ова е маме коин? Абе, другари, ништо не мислам ја, ви кажувам ви, 11 години сите мои пријатели и другари изгубија. Значи, ако ти имаш 100% луѓето да си изгубиле од маме, че која е логиката јас да ви кажувам другари, дај да видим ово. Значи, знам си ги македонците. Ја на Dogecoin имам профит. Ја имам купено Dogecoin пред 200.000 години, тест фаза, не се сеќавам колку беше, има у старите видеа, тест фаза, да видам како работи чудото, што е, како е, и ги бев оставил таа берза, Сиетълска берза, мислам дека беше, не се сеќавам како се викаше, бев ги оставил и после там колку години вредеа некоја сума, бев ги сминал за нешто и бев направил. Че Dogecoin ја го имам купено за тестирање, че никош не закупувал коини, оно да инвестирам. Бев го купил за тестирање или airdrop ми го беше делал нешто, не се сеќавам точно кој беше, тоа е пред много години, брат. Другари, имам пробано, признавам, флип да направам со Пепе, имам пробано флип, имам много изгубено и после имам направено тоа флип, значи да направя флип да покажам на едни пријатели дека они вика ти си неписмен, не разбираш маме. Викам ќе покажем и маме разбирам. И успявам да направам. Дури пингвинчето ни го даде од тие што користија Солана мрежата, даде ви го пингвино. Че брат, ја имам, сега да видиме колко ова е волет. Другари, ја имам $123. Значи од самата игра што овие десимејтеците ми си тие поклон. Значи пингвините ми даде 3490, ја ќе ги чувам, после ќе си купам екипаж, ми ги даде од што каже го тука на самата на Юпитер, си купував борчиња, си флипав, уствари не е заради Юпитер, ама и од Юпитер ми беа даделе. Сакам да ви кажам, ако вие користите преку Юпитер, гледајте преку Юпитер да си свапнувате и фактички. Зашо ми е логирано такова? Зашто ми е логирано? Може да ми е било стајано на автоматски или тука. Тука имам гледате стајано. 75.000 полис за Шулизов на $11 да продавам првата тура. Јас верувам дека стигне до не е финансиски совет, гледате. Јас верувам дека на $11 ќе стигне и дека тие околу колку се $10.000, колку бев ставил 11-12 долари не сеќа. Фантазија е сумата, ама ќе видиме. Другари, да не ја филозофирам, поминав, значи тоа беше за тие шиткоини, не познавам ниту еден друг, сите изгубија.
Сите, видеото го посветам на овие новите шоке и старите, сите изгубија, другари. Ако сакате да се коцкате, 30% биткоин, 30% етериум, 30% кардано, да, 5% си ставете од некој, си изберете. Изберете си, пробајте си. Значи, ваш избор, ама не ми пишувајте на мене у пораки, брат, што мислиш. Че вие ако сте решили да ја купувате, вие треба да мислите. Ја нема што да мислам тука. Тоа ми е дадено поклон, братче, и ќе си го сменам за кру, или ќе си купаме повише, ќе си купам повеќе, кажи го, Стар Атлас, ќе си купам токени, оти ми требат за играта. Ќе ми требат за играта за майнинг, дека е. Нели ставам кру, ставам да ми се Operations, Craft, гледате тук сумо процес за 100 милиони fuel да направам. Ово ме кошташе околу 6517 Атлас. Да видим 6000, колко беше 6517 Атлас по 003 ли беше? По 0.003719. Значи $24. Тоа го сметав едно видео. Значи $24 сум дадел за да активирам 100 милиона fuel. И ја луѓе трупам fuel, чекам да го продадам на маркетот тај fuel и да го напукам Атласо, и ќе си напукам у Атласо и ќе очекам на моја цена, ќе видиме на која цена да го продавам. Хајде бе, зашо не го отвара ова? Тука треба да коригирам исто, треба да коригирам у тоа видеото треба да коригирам ово чудо, сум го сгрешил. Ќе го коригирам. Чекај баш сега да видиме. Копи. Ама не, треба да улезам у опциите. Не, треба да улезам у опциите. Чекај, немам нешто да не треба да улавам така у опциите. Другари, мобето е, видите ги правам, нема што да пречите. Трупајте, братче, и бул маркето не ни почна. Ке почнала војна, Кина, Тајван, ова, она, драми, луѓе, сите кукате, дел кукат само за Кардано. Луѓе, шо е ово? Ама не ви се гледа видеото, брат. Технологија. Че оваа технологија е многу помалку ризична од оние другите. Оние другите се лотарија, другари. Ово тука 100, топ 100, не ово. Топ 100, другари, е лотарија, дали ќе погодите. Лотарија, јас сум среќен да погодите, ама тоа е лотарија. Че вие сите компании витуват чуда. Јас сум 11 години, сите витуват мет и млеко, ќе направат функционално, Трамп ќе се подпише, со овај ќе се сликат со другари, и гледаме што прави. Сите ги парите ги правим од биткоин, етериум, од Cardano. И Binance токена. Са дел ќе почнат од Ripple да прават, ќе го пумпат од Solana, од Avalanche, Chainlink, ама другари, првичното беше биткоин, етериум и Cardano, што се правија пари. Сите што ме послушаат таму направија пари, другари. Значи, за тоа ви кажувам, луѓе, најбогатите луѓе у свето, у видео доказ имате, најбогатите луѓе до 2030 ќе се сметат колку имат биткоин, етериум и Cardano. Посебно биткоин. Луѓето што ќе натрупат биткоин, нивните деца ќе бидат едни од најбогатите луѓе што ќе газат оваа земја. Да се надејам дека ќе се ги истренират децата добро, ќе се ги советуваат да не станат некои наркомани или пијаници. Или да бидат богаташи и изроди, брат. Луѓе, ово чудо не може да пропадне. Ќе ви направам видео, тоа чудо цел свет имат седнано, не е Сатоши седнал, другари, у подруму и креирал нешто, што цел свет го користи. Луѓе од цел свет, елитата седнува и го креира ово чудо на квантум компјутер кој што ние не можеме да си го замислиме. Луѓе, Никола Тесла пред 100 и колку 20 години има измислено, нема нешто измислено, туку едноставно визијата која што му се појавува, да не упаѓам сега на ово видео теории,
илядници години постои напредна технологија, ако имаме ние да не може да објаснат за пирамиди и за сите работи, мислам тоа се крие, луѓе не може некаков си Сатоши у гаражата да измисли нешто што цел свет ќе го користи. И не може луѓе дека беше овие компании, замисли си, имат агенти низ цел свет и тие агенти да речат, да, у Америка имаше некој седеше братче со Starbucks у раката, со Commodore компјутер, седеше и измисли, креира нешто и ај ние ќе купуваме брат. Луѓе, не може, стоите настрано такви перење мозок фантазии. Луѓе, овоа го има креирано елитата. 3,3 трилиони маркет кап. Надминува светски компании, надминува држави, надминува континенти, луѓе ќе ме благословува тие што се земале 30%. Посебно луѓе еден што ќе успее. Јас да се надевам дека ќе отиде на 120, 140 или 200 и се молам да коригира на 80. Да отиде 200, молам се да се коригира на 80. Луѓе да си составете што повише биткоини. Многу луѓе ме прашаа, не мора цел да се купува, може зависно берза да се купува за 20-30 долари. Луѓе, верувајте, и по 100 долари да купувате на месец за македонски услови, што знам дека па е многу, ама знаете, да не кажувам кои пороци треба да ги скратите, 100 долари на месец да купувате луѓе до 2030 на без разлика која е цена. Луѓе, вие ќе бидете богати. За 100 долари да трупате овој чудо. Луѓе, овој чудо, не овој мала грешка, овој чудо, луѓе, овој чудо, мене ме молеа да го купувам. Молеа, даваа ми го. И затоа сега седам на компјутерот, 3 сата и више место да спијам, седам на компјутерот, правам видео што една мала група на луѓе го гледаат, околу 500-600 луѓе, тоа е па многу. Додека цел свет не верува, 600 луѓе е многу. Ја не сум другите канали да ме гледат многу за да и лижам газ, да кажувам, брат, тоа ќе купи тоа. Јас сум реалист. Јас си кажувам моите грешки, луѓе кажувам ви ово чудо. Значи гледај за 24 сата, 22 милиарди е купено. Луѓе, на Македонија буџетот колку е? Јас кога си селив беше 3 милиарди или не, 2 милиарди. Колку е буџетот на Македонија, луѓе? Колку е буџетот на Бугарија? 7 милиарди. Колку е на Србија? 9 нека е, лупам. Луѓе, 22 за 24 сата. На нашите држави тоа е за една година. У Македонија 3, 4, 5 колку милиарди е буџетот, за една година за 2 милиона луѓе тоа ги искрадат. Луѓе, трупајте цигли дигитални. Ќе ме благословувате. Ја кажувам, тие луѓе што до 2030 ќе успеат да натрупат биткоин, Етериум и Кардано. А ако не ставија слика од мене да го тргнат Тито, у кочани многу луѓе уште имат од Тито слика, заебавам се. Значи, ако не стават сликичка мала од мене, значи да ме плукате. Чао, другари. Мала група ќе го гледат ово видео, али после 2030 мојот канал, ако не ми го избришат па, 2030 милиони луѓе ќе гледат моите видеа. Просто, едноставно, кочански диалект, седе на компјутерот, ниту видео, ниту скапи костуми, ниту припрема ништо. Седнува, пале го мониторо, пале го микрофоно, од 150-200 долари, не се сеќаваме, но смешно, на милионер не е од 400 долари, нешто фенси. Иако ви кажав, имам мерак гейминг студио да направам, не крипто студио. Значи од 150-200 долари микрофонче, сега лаптопот ми е 4500 долари, ама оти е гейминг. Масата е, од дека знам, од цимерот доле што беше останала, столо е, се скрши исто е од цимерот што се вика што останава, мислам, он имаше 2D, тај нов, ама без пари ми го даде. Не е да се фрлам, да се кацам уграите, скапи работи, тука чуда, да ви наплакям толку пари, без пари. Многу луѓе после 11 години се кајат што не ме слушаа. Ден денеска се на работа, ден денеска се мачат, кајат се луѓе. Значи кајат и кукат секој ден кога ми се јават за роденден или за нешто, викат брат, значи не може да се помират.
За тоа луѓе седам ги снимам овие видео, аматерско видео, аматерски израз, не ук човек, разбираш, уличар од 3 школи паден, ама не заради тоа што сум бил прост, туку за тоа што никош не се согласувал со тие комунистички говеда, кој што става оценки заради кој ти е татко, дали е директор или тие работи, да не филозофирам. Луѓе, трупајте. Трупајте, ќе ме благословувате. Чао!